Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечерва имам чест да разговарам со раководителот на секторот за даноци и такси при општина Куманово, Ненад Стојановски. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за гостување во нашата емисија. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до гледачите. Во тек е присилна наплата на данок за неподмирените обврски. Значи ли тоа дека кумановци немаат даночна дисциплина на време да ги извршуваат овие обврски? Па вака, да, во тек е постапка за наплата на решение за присилна наплата. Истите се во опток и истите се генерирани на 17.11.2021 година. Од технички причини доставата започна крај на јануари, поточно на 31 јануари и самата постапка е во тек. Станува збор за 6 типа на решенија. Едните се однесуваат за физички лица, другите за правни субјекти. Тоа се решение за забрана на користење за правни лица и комунална такса за период за 2020 година. Решение за забрана на користење на физички лица за сите оние кои ги немаат подмирено обврските заклучно со 2020 година, а во исто време се пуштени и опомени за 2021 година и за физички и за правни субјекти. Самата постапка, според оној договор што го имаме со Македонска пошта, треба да заврши во рок од 15 дена. Тоа е договорот за хибридна пошта кој го имаме започнато да го спроведуваме уште од 2019 година и се надеваме дека во наредни 5-6 дена ќе заврши целокупниот процес на дистрибуција на сите тие решенија. До сега со денешниот пресек кој го имаме направено со Македонска пошта и она што тие ни го соопштија е дека се дистрибуирани над 80% од сите решенија кои треба да бидат доставени до сите даночни обврсници. Доколку направиме паралела, кој плаќа понавремено, граѓаните или компаниите? Кого морате почесто да подсетувате на оваа обврска и со што се всушност соочувате? Вака. Значи, останавме да искажеме во односи на првото прашање, нели каква е финансиска дисциплина на граѓаните и колку граѓаните ги плаќаат своите давачки. Можеме да признаеме и да кажеме дека во Куманово граѓаните се дисциплинирани и таа нивна дисциплинираност за поздравување. Особено е зајакната во последни 3-4 години од моментот кога почнеме да ги дистрибуираме решенијата преку Македонска пошта. Зошто е тоа така? До 2018 година сите решенија од страна на општината спрема даночните обврзници, граѓаните, вклучително и правни лица, биле дистрибуирани преку наши доставувачи. И секогаш доставата доцнела, затоа што не биле најдени или не било квалитетно извршила самата достава од страна на општина Куманово. 2019 година, кога го направиме договорот со Македонска пошта за хибридна пошта, тоа е првиот момент кога граѓаните добија одредени опомени на целокупен износ со кој имаат долгови во општина Куманово и тоа беше едно дејствение кое не беше пријатно да се види. Се појавија лица кои никогаш во живот немаа добиено решение, а не пак опомена за плаќање на целокупен износ од кога постои нивниот имот, а биле задолжени кај нас. И нормално и природно е кога некогаш добиваш решение за прв пат дека ќе реагираш. Општина Куманово почна со еден таков момент, мораше да ги извести сите тие граѓани со какви долгови и обврски спрема општината располагаат. Во меѓувреме, општината редовно ги наплаќа своите побарувања во дел на данок на имот на правни лица и комунална такса за фирмарина, затоа што од година на година се ишло со опомени и решенија за забрана кои завршувале во банка, па правните субјекти морале да ги платат своите обврски. Единствено, исклучиво само оние кои биле во стечај, тоа се проблематични субјекти, ама останатите кои имаат активни сметки, дефинитивно на 90% било на платата, што значи дека од секогаш правните лица биле подобри плаќачи и пофинансиски дисциплинирани затоа што општината ги дисциплинирала. Трендот со решенијата од 2019 година продолжи во 2020 година, бидејќи ние продолжиме со договорот со Македонска пошта и тогаш почна да се изголемуваат приходи на општина Куманово, затоа што граѓаните се креатори на тој буџет и тие ги прават тие приходи. И ако се земе целокупниот период од 4 години, ви кажав и претходно дека околу 85% можеме да кажеме дека граѓаните ги платиле своите обврски, а анализа на 10 годишни обврски на општина Куманово и обврски кои граѓаните ги имаат према нас покажува дека без да бидат извршени во банки, а тоа е крајно извршување, граѓаните
преку 85% од оние кои се задолжени во нашиот систем ги платиле своите обврски, што значи дека финансиска дисциплина е на задоволително ниво. Да. Колку средства се слеваат во општинскиот буџет по тој основ по даноци и такси и најдовна информација дека изминативе години согласно вкупните приходи од даноци и од такси Куманово е веднаш зад град Скопје. Вака. Точно е тој податок дека општина Куманово е меѓу најуспешни општини во дел на прибирање на даноци, а за тоа зборува и финансиска дисциплина на граѓаните. Да не се граѓаните не може да се оствари таа работа. Ако се споредат последни 4 години, например, како се движиле тие давачки, општина Куманово има над 100% наплата за сите 4 години во однос на облагот и во однос на претходните години, ако ги споредиме, зборуваме за покачување од околу 25% во однос на тој дел, што значи дека многу се зголемила наплатата. Колку учествуваат, прашањето ви беше колку учествуваат тие давачки во буџетот, како што ве разбрав. Токму така, колку средства се слеваат? Значи годишно се слеваат околу 200 милиони во просек, гледано последни 4 години, сега зависи 190 милиони, 215 милиони, ама целокупно гледано околу 200 милиони денари на годишно ниво. И истите тие приходи се креатори на основниот буџет, односно на оперативниот буџет кој понатаму значи развојна програма и инвестиции во град Куманово. Што значи дека граѓаните се тие кои се двигатели на економскиот развој на овој град. Да. Доколку направиме паралела со комуналните приходи и даночните приходи, имате ли таква информација? Мислам, тој не е целосно во вашиот сектор, меѓутоа тие податоци бидејќи ја излеговте со информација за вашите приходи. Оперативен буџет на една општина го сочинуваат сопствени приходи, кај што влегуваат даночни приходи како основни примамни приходи, комуналните надоместоци, односно давачки приходи од тој дел, понатаму административни такси кои се плаќаат по одредени барања и известни донации. Даночни приходи во однос на комунални приходи, тоа е финансиски дел, меѓутоа јас ги знам бројките. Тие кажуваат дека даночни приходи се околу 3 пати поголеми во однос на комунални приходи, што значи дека од даночни приходи најголемиот товар влегува во оперативен буџет. Даночни приходи во проценти гледано влегуваат со процент околу 30% во креација на тој оперативен буџет, кој значи развојна програма, комунална патна инфраструктура. Така да даночни приходи се круцијални приходи за креирање на еден буџет. Само информација за граѓаните, доколку во временскиот рок не ги надмират своите обврски, следува блокирање на нивните сметки. Во врска со блокирање на граѓаните, тоа е една сензитивна тема за која е многу тешко да се зборува и е сериозно оптоварување ако се земе во предвид економско социјалната состојба на граѓаните. Ние знаеме економската состојба на граѓаните се смесни на фактот, меѓутоа законските барања се дека доколку тоа не го направиме, ќе се соочиме со кривична одговорност, а кривична одговорност подразбираме што значи. Општина Куманово направи еден отпис. Сите даноци имаат и своја апсолутна застареност, тоа е 10 години. 2019 година, на почеток на таа година, со одлука на Совет општина Куманово направи отпис на сите побарувања заклучно со 2008 година. И таму тогаш општина Куманово во тие ставки отпиша околу 42 милиони денари, пари кои на некој начин ги изгубила заради тоа што не ги преземала сите тие действија, како што се решенија навремени, напомени навремени, па потоа оди решение за блокирање на домашна адреса и на крајот на непопуларно блокирање во банки. Општина Куманово се уште нема блокирано физички лица крајно до банки. 3 пати се испраќани такви решенија во последни 3 години, за се со цел да оние кои навистина не се даночни обврзници ги отуѓиле своите имоти, а не ги пријавиле, еве не биле информирани дека законски секоја промена на имот се пријавува до 31 јануари на почеток на година, или во момент кога настанала или кога било упишано во Агенција за катастар на недвижности, сите граѓани овие решенија ги имаат добиено на домашна адреса и после тоа, доколку не ги подмират тие долгови во рок од 8 дена законски, ќе мораме да прибегнеме на блокирање во банки за сите оние субјекти кои имаат сметки. Сега тука се поставува едно прашање како да се дојде до тие сметки и дали навистина тие граѓани ги отуѓиле тие имоти, не ги отуѓиле, или едноставно комисиски биле запишани на некој трет член на семејство
кој воопшто не е собственик, а кај нас фигурира дека е даночен уврсник. Затоа, овие 3 години требаше да се направи квалитетна достава, да сите тие собственици или несобственици кои добиваат решенија, требаше да се обратат кај нас, да го докажат тоа со известни документи, а за сето тоа гаранција ние Македонска пошта, бидејќи во договорот се обвржани дека граѓаните ќе ги добијат тие решенија. Иако не ги добијат, а станува за умрени или иселени лица, кои што се собственици на тој имот, а ние ќе си побараме дополнително податоци од надлежни институции дали тоа е така. Со 2 достави, ако не бидат најдени тие, се третира дека е направена достава. Тоа го кажува законот. Сепак, ќе треба да се направи добра филтрација, да се испитат уште еднаш моментите. Тој процес ќе трае едно месец и пол до 2 и ќе мора да го спроведеме до крај. Може би е болен процес, меѓутоа општина Куманово мора да ги наплати своите побарувања. Да. Има ли разлика во цените на данокот во споредба со претходните години? Нема разлика во цени. Значи, општина Куманово, вака, ќе почнеме да објасниме прво висината на стапката. Според закон за даноци на имот, стапка за данок на имот, годишна стапка која се утврдува, може да биде од 0,1 до 0,2% од пазарна вредност на проценет недвижен имот. 2005 година е донесена прва одлука во Совет на општина Куманово и таа стапка тогаш била дефинирана на 0,1%. Тоа практично значи дека 1/1000 дел од вредноста на тој имот изнесува едно годишно решение за данок на имот. Ако го успоредиме тоа со останати земји, европски земји, тоа е многу мало извесен процент. Меѓутоа, ако ја споредиме и социоекономската состојба, за многу семејства тоа е сепак голем износ. Таа стапка значи може да биде законски 0,2%. Минатата година донесувавме нова одлука каде што ги ажуриравме тие цени. Во овој случај испаѓа дека сме ги ажурирале во дел на данок на имот на физички лица за стапката и за правни. Истата стапка ја потврдивме од 0,1%, што значи дека општина Куманово во законски рамки оди со најниска стапка. 2014 година, од кога почнува да важи методологија за утврдена вредност на пазарна цена, која е донесена од Министерството за транспортна врски, каде на сцена стапуваат овластени проценители, на Совет на општина Куманово и утврдено зонирањето, од која зона ќе почне да се пресметува цена, бидејќи секоја зона носи одредена цена. Колку понапред се оди со зони, а се почнува од прва завршува со 23-та, толку е повисока цената. Општина Куманово почнува од 10-та зона и за нас 10-та зона е прва зона. За илустрација, град Прилеп почнува со 7-ма зона, за нив 7-ма зона е прва зона и така одат понатаму. Што значи дека град Прилеп, како град со слична структура и број на жители, има многу повисоки цени. За нив прво јадро е 7-мо јадро и прва зона, за нас прво јадро е 10-та зона. Истовремено, во врска со зонирање на градот, кога е донесена таа одлука, 2014 година е донесена и ценовник, односно тарифник за утврдување на цена на градежно земјиште. Тој тарифник е определен паралелно со зонирањето на одредени места по места викани и има определено цени за сите делови во нашиот град. И таа одлука важи до ден денес. Сега треба да правиме ново зонирање. Тоа го најавуваме за или овој совет сега што следи на 24 февруари или наредниот месец. Зависи од тоа дали ќе ги измериме параметрите и тоа ќе го спремиме како што треба, бидејќи нашата работа е поврзана со сектор за урбанизам и тука на сцена треба да ни помогне јавно предпријатие за просторно планирање, ново формираното, бидејќи ги знае точките каде ќе се движи градот. Значи, зборуваме за исти цени кои се во важност од 2014 година до ден денеска 2021 година. Значи нема никаква промена на цени. Само има промена во она дали некој плаќал данок или не плаќал данок, дали бил задолжен со данок или не бил задолжен со данок. Бидејќи направивме многу нови задолжувања, имавме и задолжувања од ретроактивен тип, дојдовме до зголемување на базата, значи ја вративме базата на кој што припаѓа бидејќи била мала. Дојде до зголемување на тој облок, а нормално и до наплата со тоа зголемување на приходите. Донесени се измени на законот за даноци на имот, стапија дори и на сила. Што се предвидува новиот закон? Така е, има нов закон кој што е донесен и важи од 6.7.2021 година. Службен вестник 151 месечини беше. Има неколку измени. Во законот се опфатени неколку измени и мора да признаеме
тоа не е мое лично мислење, тоа е мислење на најголемиот број од раководители во државата, дека законот е донесен без немалку познавање во таа област и апсолутно е на штета на граѓаните. Ќе мора малку да елаборирам овој дел зашто е тоа така. За да донесеш одреден закон, логички е да се спуштиш на најниско ниво, да ги видиш состојбите, да ја познаваш материјата, да се консултираш, да слушаш мишљење од сите тие луѓе кои се инволвирани во такви процеси. Па тогаш ти да прибегнеш да има предлог на закон, кој предлог на закон треба да биде елабориран, значи издржан, да биде објаснет и на крај, и ако треба и донесен, со сите тие измени. Нормално е да се менуваат закони, треба да се менуваат закони, меѓутоа треба да знаеме како да ги менуваме тие закони. Самите законски измени се однесуваат во неколку делови. Например, со новата законска измена, предметно одоночување во данок ќе биде и земјоделско земјиште за сите оние кои не го обработуваат. Што тоа практично значи? Претходно, со ова бидејќи останува збор за измена и дополна на закон за даноци на имот, ова е се уште важи варијантата на стариот закон. Во тој закон е дефинирано дека земјоделско земјиште може да биде предмет на одоночување. Со оваа измена и дополна е наложено на општините да мора да го задолжуваат и земјоделското земјиште кое нема да се обработува. Која е суштината и намерата на централните власти да донесат една таква одлука? Треба најдобро тие да излезат и да го објаснат тоа. ЗЕЛС, односно заедница на единици на локална самоуправа, треба да биде спрега помеѓу локалната и централната власт. Сите законски измени во сите делови кои треба да дојдат преку ЗЕЛС. За жал, во оваа состојба се потврди дека ЗЕЛС е тело кое постои само проформа. Пред неколку дена имаше онлайн платформа, работен состанок, за да се продискутираат новите законски измени. Дали треба да се дискутираат новите законски измени и какви потешкоти тие предизвикуваат и дали се справедливи, или треба ЗЕЛС претходно, пред да биде донесен закон, да биде информиран, да ги собере сите тие општини, да ги викне, да ги консултира, па да направи напор, да тоа го образложи дека не е одржливо и тогаш да зборуваме за донесување на некој закон. Едната измена во земјоделско земјиште ќе направи голем проблем, ќе направи проблем на селективност. Зошто ќе направи проблем на селективност? Значи, прво, за да територија на општина Куманово има огромен број на земјишта, огромна површина. Како би можела општина Куманово да контролира целокупната територија на општина Куманово и да знае кое земјиште се обработува, кое не се обработува? И нормално е дека ќе мора да ги примораме сите собственици да дојдат да го пријават тоа. Дали ќе даваат изјави? Дали ние, а секако дека ќе го направиме тоа, ќе го контактираме, например, подрачно Министерство за земјоделие, да ни кажат кои луѓе земаат субвенции, кои не земаат, па да направиме одредена класификација, како тоа ќе тече и како тоа ние ќе го проверуваме. Па ние не можеме тековни работи да завршиме, бидејќи има изголемен обем на наследства, на подароци, самата корона го предизвика тоа и купопродажби минатата година, која е најуспешна година, и по број на предмети и финансиски, а не пак да дојдеме до момент да контролираме земјишта на нашава територија. И дали земјиштата треба навистина да бидат предмет на толкаво финансиско оптеретување на граѓаните. Има и други измери. Државата, општините, јавните предпријатија и сите државни институции кои нема да го физички и правни лица исто така, кои нема да го користат имотот или нема да го рентаат повеќе од 6 месеци, ќе плаќаат постапки 0,3, односно 0,5. На тој начин, тоа е огромно финансиско оптоварување за одредени субјекти, конкретно за физички и правни лица, ама од друга страна, например, ако државата сега треба да биде предмет на одоночување за сите оние објекти, односно собствености на недвижности кои не ги користи, зошто не поднесе даночна пријава Министерство за финансии, за касарна, не знам од чија собственост е, за монопол кој владата го одзема во своја собственост, не се користи, нема задолжување кај нас, а треба да биде обврзник. Еве им порачувам на нив дека први кој ќе добијат решение од таков тип ќе биде Министерство за финансии, односно држава за сите такви објекти, бидејќи тие треба да бидат пример ако веќе вовеле некој закон и како тој закон да се спроведе. Да. До кога е рокот, до кога треба да се обратат граѓаните до вас да достават изјава и слично? Вака.
изјавите, конкретно кога ме прашувате за тоа дали го користат земјоделското земјиште или не го користат, ние го бараме за сите предмети кои влегуваат во нас како промет, односно како наследства, подароци и купопродажби. Сите предмети во кои што е фатено некој тип на земјиште, бараме од тие сопственици кои го стекнуваат да ни достават изјава за каква намена ќе го користат тоа земјиште. Изјавите се еден од критериуми, тоа е нотарска изјава под материјална и кривична одговорност, со која тоа лице гарантира за што ќе го користи тој имот. Второ, со дополнителни наши истражувања во Министерство за земјоделие, со комисии, ние ќе констатираме дали тоа е така или не е и ќе прибегнеме да применуваме онаа стапка која ни ја бара државата со новиот закон кој што е спроведен. Да, согласно законот ќе се намалува и утврдената вредноста на земјиштето на дворот на кој што се наоѓа самиот објект. Така, тоа е исто една законска измена која веќе ние ја спроведуваме. Почнавме некаде од јули-август, значи бараме граѓаните да достават барање со одредени пропратни документи. Значи прво за да докажеш дека тоа е дворно место, мора да постои лична карта со која се докажува дека тоа лице кој е собственик на вистина и живее таму. Вториот момент е дека ние бараме уверение од катастар со кој имот располага тоа лице, за да видиме и потврдиме, за да собереме комплетна документација. Барањето се поднесува кај нас во сектор, значи со одредена формат на барањето се плаќа одредена символична административна такса, мислам дека определена на 50 денари и потоа ние го спроведуваме барањето. Нема да прибегнуваме на системско решавање на намалување на дворно место, бидејќи постои кај нас база од 37.000 обврзници. Прво базата е нечиста и самото намалување ќе ни направи финансиски проблеми, а и селективност ќе ни воведе, бидејќи со такво нешто би направиле оштетување, би намалиле дворно место за луѓе, односно лица или правни физички за кои тоа не е дворно место. Со новиот закон, ова би сакал исто да го истакнам, во поранешниот, пред да биде ова измена и дополна, стан куќа во кој живее се третираше по повластена стапка од 0,05%. Новиот закон сега го опфаќа дека и дворното место може да подлегне на такво намалување и заради сите овие причини ние мора да бараме документи со кои го потврдиле сето тоа, а воедно да го спроведеме законот и да ми одговориме на граѓаните да си го добијат тоа намалување во законски рамки. Да. А имате ли податоци во останатите општини каква е праксата? Почна ли таму да се применува овој закон? Па имам податоци за одредени општини, значи имам комуникација со многу раководители на ниво на држава. Никој не знае како ова треба да го спроведува. На многу им е небулозно, на штета на граѓаните, практично многу тешко спроведливо. Одредени општини почнале со одредени делови како што се намалување на дворно место, па размислуваат и не знаат на кој начин ќе работат со земјиште. Како тоа ќе може да потврдат дали некој користи имот 6 месеци или не го користи, како тоа би ја задолжувале државата и сите останати измени кои што се донесени. Имаше, ви кажав и пред малку, платформа ЗЕЛС. ЗЕЛС излегол со став, нашето овластено лице од сектор, има едно овластено лице кое ќе присуствува, има став дека после 4 месеци ќе излегол ЗЕЛС со известување дека новите законски измени се неприфатливи. И дали со тоа ЗЕЛС ќе го реши проблемот на сите тие и раководители, и вработени во сектори, на самите институции, а после една година доаѓа со став и кажува дека ќе поднесе предлог за да тој закон падне, а ние во меѓувреме би биле приморани да го применуваме тој закон. Вие сте дел од локалниот економски и социјален совет при општина Куманово, таму сте активен член, односно секретар. Колку е значаен овој совет за градот? Неодамна беше донесена и стратегија, што предвидува истата? Прво да објасниме ЛЕС. ЛЕС-СС или локален економски и социјален совет е трипартитно тело кое е формирано од страна на општина Куманово како еден од партиципиенти и број 3 члена. 3 члена од општина Куманово влегуваат во состав. Влегуваат 3 члена од синдикати, 20 од сојузни синдикати, еден од конфедерација на синдикати и 3 од бизнис секторот. Понатаму се договориме, дополниме да го прошириме тоа тело и таму се вклучени уште по еден член од Центар за социјални работи, Агенција за вработување и невладиниот сектор. Моментално член е таму човек од фонд од предприемништво за мали и средни предпријатија. Која е суштината и значајот на локалниот економски совет? Тоа е тело
koje би требало да се грижи за економскиот развој и раст на овој град. Не случајно се собрани најголемиот број институции како би можеле да зајакнат и од една точка да може да ги решаваат економските проблеми, а тоа се проблеми помеѓу граѓаните и бизнис секторот, а воедно да биде површен и со носење на одредени одлуки и закони кои ќе одат во прилог за да таа работа оди напред. Пред неколку совети, еден или два, беше донесена стратегија на локален економски развој, која стратегија важи 5 години и која треба да биде сконцентрирана во 3 области. Тоа е економија, образование и екологија како круцијални сектори преку кои треба да се движи тој економски раст. А воедно, суштината е јакнење на капацитети на членови на тој совет, кои работат волонтерски и со своите заложби би требало да направат одреден прогрес во сите овие делови. Јас ја поздравувам заложбата на сите тие членови таму, бидејќи станува збор за луѓе кои навистина сакаат да направат нешто бесплатно, значи тоа не е платено, само се собрани одредени луѓе со позитивна енергија кои сакаат да направат нешто за овој град. Кои активности ги има преземено Лес? Па Лес има направено енормен број на средби со вработени, односно со невработени, со бизнис сектор, значи имаме правено форуми, кои се проблеми, какви се тие проблеми, како законските измена влијаат, ковид мерки, придонеси кои треба државата да помага како финансиска помош спрема тие субјекти, какви профили на вработени им треба на сите овие компании кои функционираат на територија на општина Куманија, како би требало да се моделира именово образование со какви одлуки за да може да се продуцираат кадри кои ќе се едуцираат, значи прво треба да се едуцираат за да може да одговорат за потребите на сите тие субјекти и само на еден таков начин може да се зголеми и платата на оние невработени да почнат да земаат плата, а со тоа да бидат задоволени потребите на оние субјекти кои бараат вработени. Пред неколку време имавме средба со ГИС, таму се зборува за одредени проекти, значи како тоа фирмите би може да црпат пари од одредени фондови, значи треба да поднесат програми, со кои програми и предлози би аплицирале во одредени фондови. Тоа беше сериозна дискусија, беа повикани ентитети од многу страни, значи да се слушне мислење на оние што бараат и на оние што имаат потреба од сето тоа. Се надеваме дека ќе креираме одредена политика која ќе направи таков раст и развој, а сите ние таму ќе се вложиме како луѓе тоа да го стварим. Имавте и неколку активности, активно се вклучивте и за време на пандемијата во делење на оние хуманитарни пакети. Тоа беше една сериозна состојба, точно е, значи локален економски социјален совет по своја иницијатива кога почна пандемијата, бидејќи самата пандемија бараше проактивни действија. Самата пандемија знаеме дека започна негде на почеток на март 2020 година, а општина Куманово финансиски се деблокираше на 29.2.2020 година, истата година колку што ја се сеќам. И тогаш општината прв пат излезе од таа дубиоза и немаше воопшто никакви средства за да може да одговори на потребите на сите тие граѓани кои знаете дека самата пандемија направи лом. Локалниот економски совет заедно со Црвен крст, и во оваа прилика ги поздравам сите активни учесници во Црвен крст, правеше многу голем број на акции во дел на социјални пакети, бидејќи во таква состојба останаа луѓе да немаат ни што да јадат, нити средства за хигиена, нити останати елементи. Почнеме со едно прибирање на донации и во оваа прилика им се заблагодарувам на сите субјекти кои се одважија и помогнаа во таа криза. Мора да кажем и критика во тој дел. Целата приказка со таа хуманитарна акција која започна и траеше повеќе од година дена, а за кој период се поделија над 6000 социјални пакети на многу голем број на семејства. Многу голем број на луѓе авторитети останеми во целата приказка, се носители на сериозни функции, не одговорија. Зошто не одговорија? Најверојатно не биле способни или не знам. Не ја сватиле суштината и значајот на помош на одредени семејства во таква состојба. Меѓутоа ние и покрај тоа продолжиме. Благодарам на сите оние кои помогнаа, а имаше и многу правни и физички лица кои помогнаа и финансиски. Поделивме над 6000 пакети за една година, тоа е огромен број на социјални пакети. Имавме екипи кои работеа многу често, значи на терен тогаш и констатиравме луѓе кои имаат енормни средства, а земаат социјална помош.
Земавме список тогаш од Центар за социјални работи и по дојава за сите оние кои навистина немаат, а ние затекнаме страшна состојба. Има луѓе што имаат милионски имоти, а земаат социјална помош, а од друга страна имат и луѓе кои се откриени на терен дека земаат социјална помош, а воопшто не постојат. А имате на друга страна луѓе што ништо не земаат, никаква помош од државата, а немаат ни основна екзистенција. Екипите, за жал, имавме на почеток една екипа од 10 луѓе, 15 комбинација со Црвен крст, беа ставени во изолација, дел беа позитивни. Тоа е еден случај кој заедно со градоначалникот како општински штаб, например, еве јас бев во изолација, меѓутоа ние продолживме, направивме нови 2 екипи, продолжиме честно да дистрибуираме и секогаш ќе продолжиме и повторно ќе помагаме, ама подобро да немаме вакви состојби, нека се исправи работа со пандемијава и да почнеме да прогресираме малку повеќе. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат кумановци. Ви благодарам и на поканата, ги поздравувам граѓаните, им посакувам добро здравје. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на програмата на Телевизија Плюс.